Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Тутунарите незадоволни од понудените цени за новата реколта. Дали постои начин за нивна промена? 74 годишен жител од село Веровци вчера беше изгазен од камион на патот Прилеп-Битола. Во Прилепче има прочка. Прилеп се подготвува за карневалот. Се прекинува субвенционирањето на клими. Исполнети листата на баратели. Времето денеска врнежливо со максимална температура до 7 степени Целзиусови. Урбан маркетинг. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизавета Филиповска. Тутунарите незадоволни од понудените цени за новата реколта. Бараат 510 денари за прва класа, а добија од откупувачите само 420 денари. Откупните компании, велат тутунарите, ги понудија најниските понудени цени. Нашите цени што ги понудивме беа 510 денари на првата класа, 450 на втората, третата класа с 390 денари. Со проценка по стариот правилник за тутун, така да тука просеко негде идеше 420-430 денари. Меѓутоа тие цените што ни ги понудија се, можам да ви ги прочитам и по фирми, која е прва, втора. Италмакс понуди за прва класа 420, за втора класа 360, за трета класа 300 денари и за допунската 115. Тутунски комбинат за прва класа понуди 420, втора класа 360, трета класа 300 денари, допунската 160 денари. Секе понуди за прва класа 415 денари, втора класа 330 денари, трета класа 250 денари и за допунската 120. Алијанса понуди за прва класа 415, за втора класа 316, за трета класа 290 и за допунската 180. Мисиријан за прва класа 415, за втора класа 312, за трета класа 250 и за допунската 120. Бако понуди за прва класа 420 денари, за втора класа 360, за трета класа 300 денари, за допунска 180. Пашовски понуди за прва класа 420 денари, за втора класа 360 денари, за трета класа 290 денари и за допунската 180 денари. Кавекс понуди за прва класа 420, за втора класа 340, за трета класа 290 и за допунската 180. Сокотоп за прва класа 414, за втора класа 335, за трета класа 250, за допунската 120 и Орбита за прва класа 420, за втора класа 340, за трета класа 250 и за допунската 170. Прилеп се подготвува за прочка, иако се уште не се познати бројот на маски и дали на карневалот ќе учествуваат и други маски од соседните градови или држави.
Програмата започнува утре во 12 часот, кога ќе бидат изложени рачно изработените маски во ликовниот салон на Центарот за култура Марко Цепенков. Во сабота ќе има презентација на традиционалниот обичај амкање, кое што го организира Здруженијето Преродба, а в недела централната манифестација започнува во 12 часот. Карневалот започнува од Центарот за култура Марко Цепенков по булеварот Гоце Делчев и ќе заврши на плоштадот Методија Андонов Чендо. Тешка сообраќајна несреќа се случи вчера околу 20 часот на патот Прилеп Битола кај селото Беровци кај мезиската пумпа Мак Петрол, кога камион прегази човек од прилепското село Беровци. Станува збор за повозрасен човек кој подлегнал на повредите. Вчера во СВР Битола беше пријавено дека околу 19 часот и 30 минути на магистралниот пат Прилеп Битола во близина на технолошко-индустријската развојна зона Прилеп товарно возило МАН со скопски регистарски ознаки со полуприколка со скопски регистарски ознаки управувано од ЗД 50 години од Скопје удрило во пешак 74 годишен од село Беровци со иницијали ОБ. Оздобените повреди на местото почина пешакот, а смрт констатира лекар од итна медицинска помош. Увид на местото на несреќата извршила увидна екипа од полициската станица Прилеп, а по наредба на јавен обвинител, телото на починатиот било дадено на обдукција. Општина Прилеп го прекинува јавниот повик за субвенционирање на дел од трошоците за набавка на инвертер клими за 2025 година, како причина е наведено дека веќе е исполнет бројот на барања и нема повеќе да се примаат барања по овој јавен повик. По завршувањето на оваа постапка, Комисијата за спроведување на постапки за субвенционирање ќе изготви финална листа на граѓани на кои ќе бидат наведени мињата кои го оствариле правото за субвенционирање и надоместување на дел од трошоците за клими. Листата ќе биде објавена на веб страната на Општина Прилеп. Временска прогноза. Времето денеска облачно, со појава на магла во одделни котлини. Дуваше слаб до умерен ветер од југоисточен правец, кој кратко се засилуваше. Минималната температура се спушти до 3 степени Целзиусови, а максималната температура во Прилеп изнесуваше 7 степени Целзиусови. Временска прогноза. Продукција Радио Пела, февруари 2025 година. Уредник Гордана Цветановска. Техничка реализација Никола Димески.